Се појави? Да. Да. Добро. Ќе одам од почеток содржината да ја прикачам. Сега е во ред? Да. Дали е во ред? Да. Добар ден, ученици. Добар ден. Денес имаме уште една интересна содржина која ќе ја реализираме во текот на онлайн часот по општество. Ќе разговараме и ќе дискутираме за културното наследство во Република Македонија. Македонија е ризница на културно наследство. Кои се целите кои што треба вие да ги постигнете за оваа тема е да се запознаете најзначајните остатоци на материјалното и културното наследство на тлото на Република Македонија и да воспоставите навики за чување и негување на културното наследство. Че тоа е нешто најважно. За да обстојува една држава, мора да се потпира на културата и традицијата што се случувало во минатото. Сето ова ние што го правиме сега во овој момент ќе го проучуваат и ќе го учат идните генерации. Така и ние сега учиме нешто што се случувало во минатото и да видиме со какви културни богатства располага Република Македонија. Исто така е многу важно да знаете дека ова е нешто и поврзано со она што беше по музичко образование, за фолклорот, традицијата, за архитектурата, за манастирите. Не случајно, паралелно едно по друго одат и двете теми. Оној кој што си подготви презентација и си прочита и ги прошири своите знаења, лесно ќе може да одговара на поставените прашања. Што треба всушност вие да знаете од овој дел од оваа тема за културното наследство на Република Македонија? Да знаете што е културно наследство и да знаете да го чувате и негувате културното наследство. Активностите кои што следат. Гледате дека тука имаме една сликичка поврзана со компјутер, учиме онлайн, се гледаме и се слушаме преку компјутери, но сепак мислам дека овие часови ви помагаат за да ги разберете содржините што треба да ги разработувате дома. Дали е тоа јасно што прашувам, дали ви се јасни задачите што ги добивате после одржаните часови? Да? Да. Добро, ајде сега имаме тука едно прашање, што е културно наследство? Кој ќе ми одговори? Сега ајде нема да прозивам, туку кој се јави за збор и да каже што е културно наследство? Или културно творештво, традиција, сето тоа спаѓа во културно наследство. Кој ќе се јави? Да барам јас. Стефанија, ајде. Добар ден. Добар ден. Културно наследство е тоа што останало на нашата татковина од минатото. Од минатото. Добро. Друг некој кој ќе каже што размислува тој? Другиот, дали може нешто дополнително да се додаде за културното наследство? Културно наследство е фолклорот, народните песни, ората и друго. И друго. Има и уште друго што треба да кажеме, што е тоа од архитектурата. Во текот на првото полугодие ние направивме една посета. Некаде бевме како група. Што посетивме во месец октомври во Скопје? Каква посета направивме? Каде се шетавме? Ајде, кој ќе се јави друг? Јана Богоевска. Ние го посетивме Калето. Калето. Значи, Калето е исто културно наследство. Друго посетивме само Кале или се прошетавме и на друго место? Ние ја посетивме старата скопска чаршија и црквата Свети Спас. И црквата Свети Спас. Каде на кој мост ја поминавме реката Вардар?
Реката Вардар има поминатина на камениот мост. Камениот мост. И сега што можеме да кажеме дека Република Македонија располага со голем број на културно и природно наследство. Сега ќе пробам дали видеото ќе се уклучи, па потоа да ви го споделам тоа како содржина или ќе, ако се гледа одма, ќе ми кажете, ќе ми посочите. Ако не, треба да ја споделам површината. Ова видео е правено пред неколку години, лично од мене, за природните и културните убавини на Република Македонија. Достапно е на YouTube, може да се следи и да се гледа и е подготвувано во врска со еден проект што го работевме со претходната генерација за e-twinning проектите преку Националната мобилна агенција на Република Македонија. Ќе ми кажете дали гледате или треба да ве приклучам пак? Не гледаме. Не гледаме. Сега ќе ве вратам во чето. Ево. Се гледа. Тоа што представува карта на Република Македонија. Ајде, гледате, еден дел ќе гледаат, кој ќе ми понатака. Тоа е Стефан Бигорски. Тоа е Свети Климент. Тоа е една Не се разбирате. Антоничка, много слабо и лошо се слушате. Учи. Да. Слушај, тоа е националните парци. Тоа е Пелице, тоа е Босерово, Тузна. Да прекинам, затоа сега понатака одат природните убавини на Република Македонија. Овој сега се враќаме на културното наследство. Сега ќе добиете слика и точно ќе зборуваме што е културно наследство. Сега ќе одам на следен слайд. Ќе ви прикажам една мапа. Мислам дека ја гледате мапата. Да. Не ја гледам. Не ја гледаме. Не ја гледаме.
Сега ја гледам. Се појави што Сега се гледа. Мора да почекате, не брзајте. Значи, што спаѓа во културно наследство? Ќе одиме постепено. Прво, ќе ги кажеме археолошките наоѓалишта. Знаете дека во минатото луѓето живееле на различни места, не и како што се сега градовите, туку тие се во непосредна близина на некој град. Прво ќе зборуваме за Скопје. Скопје е старо, Скопје, името на градот Скопје, и се наоѓа во близина на селото Бардовци. Тоа е стариот дел на археолошкиот локалитет Скопје. Друг град кој што е исто така стар, Естоби, е во близина на местото Градско. И Хераклија во Битола. Овие три се најзначајни археолошки локалитети. Археолошки викаме затоа што се тоа што го ќе го видиме што е над земјата сега било под земја, а лицата кои што се занимаваат со истражување на вакви археолошки наоѓалишта се викаат археолози. И од тамо при ископувањето добиваат голем број на артефакти кои го утврдуваат временскиот период на одреден дел што е наградба или на некој керамички сад, монети, пари, што може да се понајдат оружје од гробовите, секојдневни предмети кои што се користеле во секојдневието. И од тука се датира периодот кога и како функционирала одредена територија на локалитетот. Друго што е многу значајно за културното наследство на Република Македонија се старите градби или старата архитектура. Сега во стари градби спаѓаат чаршиите, како што е старата Скопска чаршија, тврдините, тврдина, Самуиловата тврдина, старата македонска куќа. Во архитектура спаѓаат и манастирите, и црквите, како што се Лесновскиот, Бигоскиот манастир, Свети Наум манастирот во Охрид и друго. Исто така, во културно наследство спаѓаат и џамиите. Знаете дека џамиите се верски објекти во кои се проповеда религијата на луѓето кои што се од муслиманска вероисповест. И такви џамии во непосредна близина видовме кога бевме СНС-ка во старата Скопска чаршија, а претходната година ја посетивме во Тетово и Шарената џамија. Вие влеговте и таму и можете да направите разлика која е помеѓу џамијата и помеѓу црквата. Исто така, во културно наследство спаѓаат и фреско сликарството. Во фреско сликарство спаѓаат фреските со кои што се украсувани црквите во минатото, па и денес, новите што се градат, и иконите. И она најинтересното што спаѓа во културно наследство иконописот или копаничарството или резбата. Резбата води потекло од Дебарскиот крај. Таму постоеле голем број фамилии кои се занимавале со копаничарство и затоа по манастирот Јован Бигорски се наоѓа еден од најубавите фреско иконостаси, резби, а потоа одредени фамилии се преселиле во селото Парадиште Велешко и ја продолжиле својата традиција и почнале да изработуваат иконостаси во други цркви. На иконостасот се представуваат мотиви од христијанската вера или христијанската религија. Вие се сеќавате СНС-ка кога бевме во црквата Свети Спас и таму е еден од најдобро сочуваните иконостаси во црквите. Кустосот ви појаснуваше што се е представено на тој иконостас. И најважното е што треба да истакнеме дека резбата се работи на најмногу во ореово дрво. А потоа треба да се заштити за да може да се зачува. Сето е ова всушност културно наследство во нашата татковина.
Ние, значи, за овој час не можеме да опфатиме се што спаѓа под културно наследство, туку ќе одиме дел по дел и ќе дискутираме и ќе разговараме за културното наследство во Република Македонија. Всушност, во културното наследство спаѓаат само објекти или спаѓа и нешто друго? Што беше претходно кажавте? Спаѓаат народните инструменти, народните песни, народното творештво, народната носија, везовите, сето тоа спаѓа во културно наследство. Сега, како што ве водев на мапата, сега така и ќе дискутирам. Првите две фотографии и третата и четвртата се фотографии што се дел од археолошкиот локалитет Скупи. Што е многу важно, за да знаете да скоро сите археолошки локалитети дека имале театри и дека имале базилики, имале одбрамбени ѕидови кои го штителе градот од непријателите што често пати се биле напаѓани. Исто така е многу важно дека градот Скупи бил и разрушуван од земјотреси и пален од непријателите. Но ова сега што ги гледате на овие слики како што листам јас, сето тоа е денес сочувано, а благодарение е сочувано на кого? На археолозите кои што се занимаваат со истражување на археолошките локалитети. Следен голем археолошки локалитет е Топли. Кажав дека се наоѓа во непосредна близина во Градско и таму остатоците што се сега на површина и може секој кој што сака да направи посета, да види, да го разгледа самиот археолошки локалитет. Многу е важно за археолошките локалитети дека куќите и градбите во кои што живее го имае театарот, имале и крстилници. Крстилниците и подовите најчесто ги украсувале со мозаик. Мозаик е кога се изработува една, ајде да кажеме, слика, со друг збор полесно да го разберете, каде се употребуваат различни видови на каменчиња. Сега, често пати кога учевме за Македонија, јас ви кажував дека луѓето во музеиците користеле символи за пропагирање на христијанската вера. Знаете дека таму до 313 година христијанската вера била забранета од страна на Римското царство и Римската империја, се до тој период кога не била прифатена со еден Милански едикт и луѓето почнале слободно да ја пропагираат христијанската вера и религија. Значи, во тој период функционирале овие градови. Сега, овие две фотографии и мозаиците доле се од Хераклија. Хераклија се наоѓа во непосредна близина на градот Битола. Гледате дека и таму има доста остатоци од градби, од куќи, од базилики и еве се најубавите мозаици што се наоѓаат во базиликата, ископаната базилика во Хераклија во Битола. Сето ова е многу убаво да се види на лице место, но бидејќи состојбава што е таква како што е, ни пропаѓаат сите планови и активности што ни беа предвидени за оваа учебна година, останува тоа да го направите во наредните оделенија со другите наставници. Дали знае некој за зборот Лихнит да ми каже, дали има нешто слушнато, дали некој пеел, некое име, дали е посветено тоа што знае ли некој да ми каже? Ме слушате? Да? Дали се слушаме? Не сте ја слушнале песната Лихнита кај ве слуше? На Охридското езеро? Не. Па треба да ја слушнете. Значи, старото име на градот Охрид бил Лихнит. Еве го и татарот, тука и дури се одржува во лето Охридско лето. Во Стоби се одржуваат театарски представи во периодот кога е најжешко, на отворено. И еден од
познатите археолошки локалитети е Требениште. Требениште е село во непосредна близина на Охрид, кога ќе се оди од Скопје на кај Охрид. Тамо во една гробница се пронајдени овие делови од златна маска и пропратни елементи кои што биле ставени во гробот со покојниот кога починал во тоа време. Ова води традиција со ставање на вакви стари маски од периодот на старите египćани и фараоните. Знаете дека тие секогаш се погребувале со маски. Сега знаете дека има и некакви орнаменти. Ова маска била на ликот на покојникот. И ова е значаен локалитет кој што треба да се знае. Оној кој што сака повеќе да истражува, лесно може тоа да го прави денес, се користи интернет, се пребарува тоа што сакам да научам дополнително или да си го проширам своето знаење. Република Македонија изобилува и со архитектура. Знаеме дека сите градови во минатото биле опколени со тврдини. А знаеме зошто? Затоа што морало да се бранат жителите на тие градови, затоа што имало големи преселби на народи и често пати населението морало да се заштити или да се смести да живее на определена територија која ќе биде бранета од сите страни. Тоа е како што четавме по тврдината на Скопското кале, такви тврдини има и во Охрид. Ова е Скопското кале, ова е Самуиловата тврдина. Што бил Самуил? Кој ќе ми каже? Што бил Самуил? И во кој век? Тоа го учевме на почеток на учебната година. Самуиловата тврдина е градена. Добар ден. Давид повели. Наставнички, јас Кажи, Давид. јас мислам дека Самуил бил цар. Самуил бил цар. Со кого војувал Самуил? Која империја била во тој период? Византиската? Не, Византиската империја. И каде ја изгубил битката византискиот цар? Каде ја изгубил цар Самуил? Во кој град? Во непосредна, на која близина, на кој град? Во? Кој ќе каже? Тој ја изгубил битката во 1014 година? на планината Беласица. На планината Беласица, значи близина на Струмица. Што се случило со војниците на цар Самуил? Што направиле византиската војска? Ослепени. Византиската војска. Ајде повели, Давид. Наставничка, јас бев Стефани. Ајде. Византиската војска ги ослепила сите војници, но само на еден му оставила едно око за да му покаже каде е тврдината на цар Самуил. Што се случило кога ја видел својата војска цар Самуил? Наставнички, не е само на еден, на секој 100 војник му оставиле по едно око. Добро. Што се случило кога ја видел цар Самуил својата војска? Продолжил да живее или умрел? Од тага за неговата војска починал. И сега ќе ве прашам, во Прилеп бил некој, ги видел Марковите кули или се качил на Марковите кули? За во Охрид знаете как се биле. Кои легенди се поврзани со Марковите кули? Имаме легенда некоја поврзана со лично со Марковите кули. Крали Марко. Значи, Крали Марко и сето тоа околу него е поврзано со градот Прилеп. Сега знаеме каде имаме тврдини, така? Одиме следно. Сега ќе дискутираме за стара македонска куќа. Постои разлика на старата архитектура во секој град.
Она што е најзначајно за архитектурата од минатото е старата македонска куќа во Охрид. Сите сте биле во Охрид, со сигурност тврдам, се шетале во стариот град на Охрид, што е забележувавте како во основата куќите се многу потесни, а потоа се шират нагоре и имаат карактеристични прозорци. А уличките каде што се поставени овие стари куќи се тесни. Една од најдобрите сочувани куќи во Охрид е куќата на Робевци, која денес представува како музеј и може внатре да се видат доста убави, сочувани материјални и духовни добра од минатото на куќата, на собствениците на куќата. И затоа се вика куќа на Робевци. Исто така и во Крушево е мало планинско место, туристичко место, карактеристично за туризмот и во лето и во зима, но и тамо има карактеристична архитектура. Избрав две фотографии за Крушево и гледате дека и тие во основа се потесни во споредба со тоа што е на спрат. Многу е важно да видите дека има проширување на спратот и дека прозорци има на сите страни и што е најкарактеристично за македонската стара архитектура дека имале и чардаци. Знае ли некој што е чардак да ми каже? Знае ли некој што е чардак? Тоа е народ. Добар ден. Наставнички, чардак е еден вид на тараса. Еден вид на тараса. Во минатото не се викало балкон или тараса, се викале чардаци. А луѓето кои што создавале народни песни и пеле, ја излези некој на чардакот да ти видам бело лице. Така? Има такви песни? Има. Од тука води потекло сето назад, што викаме Македонија е богата со културно наследство. И сега, така, направив некоја поделба и имаме карактеристична архитектура и во Кратово. Сега ќе прашам дали некој до сега го има посетено Кратово. Има? Не. А дали сте слушнале нешто што е многу интересно за Кратово? Да. Што, Јана? Што е интересно за Кратово? Спомениците во Кратово, кои што ги викаат сватови. Куклите. Во село Куклите. А дали сте слушнале мостот на Рада, Радиниот мост? Да, и тој е тамо, и тој спаѓа во стара архитектура и сега гледате. Оваа е стара, неизреновирана куќа, а сите тие што се собственици на таа куќа, кога ќе се реновира, не може да ја реновираат по нивна желба, туку треба да биде куќата автентична, еве како од спротивната страна, имаме пак кратовска куќа, но изреновирана. Значи, за да се зачува културното наследство, мора да се почитуваат правилата од конзерваторите. Значи, тие носат одлука за каков материјал, како треба да изгледа, прават планови, за да се зачува архитектурата автентична таква како што е. Дали до сега ова што го зборував ви е јасно? Да слушнам? Да. Да? Добро, одиме, понатака одиме. Сега ќе одиме за културно наследство, цркви и манастири. Кои одат во црквите? Од која вера? Кои луѓе? Христијаните одат во црква. Христијаните одат во црква. И па кажавме дека христијанството во почетокот било забранета религија, па се криеле, па со символи се прикажувало сето тоа, но сето тоа може да се види и во сегашните
цркви, затоа што тие се елементи на христијанската вера, христијанската религија. Сега, дали знае која е разликата, некој да ми каже што е црква, а што е манастир? Порано манастирите, знаете ли што биле? Порано манастирите биле школи. Браво, Марија, манастирите порано биле училишта. Таму се ширела македонската писменост. И сега да се вратиме во Теарце, кога бевме. Кој манастир? Што видовме таму во Теарце, кога бевме минатата година? По трето ли беше? Во трето бевме. Што видовме? На еден познат, како се викаше, гробот. Кирил Печиновиќ. Што бил тој? Преродбеник и учител. Се заборавиле да се подсетиме, треба, така? Добро. На првата слика ја гледаме најубавата и тоа се нарекува катедрална црква. Катедрална црква Света Софија. Гледате дека тука има многу интересна архитектура. Има галерии, има кули. Значи, многу изработена и од камени, од тули. Значи, нешто, од некаде дошло некакво влијание. Ама тоа ќе учите по погорните оделенија, сега нема да се замараме за тоа. И тука е Климентовиот манастир, еден од најстарите универзитети. Затоа што тука се ширела македонската писменост. А кој ја ширел македонската писменост? Кој биле тие? Кој ќе се јави да каже? Кој биле? Кој ја создале македонската азбука, потоа ја продолжиле нивната дејност? Кој беа тие? Кирил и Методи, а потоа Климент и Наум. Затоа и Климентовиот манастир се нарекува универзитет. Таму се ширела македонската писменост. Ова што го гледате сега тука на Климентовиот манастир има делови од остатокот, а ова градба е нова, реконструирана и обновена во почетокот на 20-тиот, мислам, че не беше околу 2000-та година, тогаш и се пушти. Значи не е автентичност како што е Света Софија тука на сликата. Исто така, да направиме разлика покрај тоа што манастирите се училишта, во манастирите постојат и огромни библиотеки кои што се користеле во минатото и најчесто биле пишувани на старословенски јазик. Исто значаен, голем, убав манастир е Лесновскиот манастир. Дали некој до сега бил во Лесново? Во околината на Пробиштип се наоѓа. Многу прекрасна и убава црква, сочувана, конаци и внатрешна резба и фреско живопис. И ова е Јоаким Осоговски или Осоговски манастир, се наоѓа во непосредна близина на Крива Паланка. Значи, што можеме да кажеме? Дали наследството во Република Македонија е мало или е големо? Кој ќе се јави за збор? Наследството во Република Македонија е големо. Е, големо. И затоа што треба ние да правиме со културното наследство? Да го чуваме и да се грижиме, да го презентираме и да покажуваме дека нашата држава има огромна културна традиција. Значи, не е нова држава, туку е држава со традиција. Сега одам, знаете дека во Република Македонија не живеат само македонци, туку кој живее уште во Република Македонија, кој ќе ми каже од националностите? Кои се? Срби, албанци, роми, власи,
и други. И други. Сега ќе ве прашам, Србите и властите на која религија припаѓаат? Дали понешто се разликуваат од македонскиот народ? Дали се разликуваат или имаат иста религија, иста вера се? Да или не? Тие се од иста вера. Но, оние што ги Има друг кажа... јазик. Да, имаат и друг јазик. Јазикот е богатство, пак културно богатство на еден народ. Но луѓето од другата вера, како се викаше таа друга вера? Муслиманска. Исламска вера. И тие си имаат своја култура, традиција, ги почитуваат своите адети, обичаи, верувања, празници, сето тоа спаѓа во некаква традиција и одат во објекти, верски објекти кои што се нарекуваат џами. Една од најстарите и најубавите џамии, која јас имаме видено ние, е шарената џамија во Тетово. Гледавте како е богато декорирана во внатрешниот дел и каква е во натрешниот дел. Значи, прекрасно нешто, сочувано од традицијата на луѓето со различна вера од православието, значи со исламска вера. И уште нешто сега тука пронајдов уште две фотографии. Исак Бегова џамија и таа е во Скопје и Мустафа Пашина џамија. Ова е во период на реконструкција, а се сеќавате кога се семнувавме од Калето, поминавме пред оваа џамија. И сега, да кажеме, во стари архитектури спаѓаат и чаршиите. Имаме стара скопска чаршија, имаме чаршија во Прилеп, имаме чаршија стара во Битола, значи во поголемите градови. А знае ли некој да ми каже, бидејќи во денешницава имаме хотели, места каде што можат луѓето што доаѓаат од страна да преспијат, каде спиеле луѓето во минатото? Како се викаат тие објекти каде што ја складирале и робата и ноќевале таму? Има ли некој што знае да ми каже? Знае ли некој што е Ан? Дали сте ја гледале Солунски патрди серијата? Не. Значи сега бидејќи сте дома имате можност повеќе работи да видите, затоа што на телевизија има еден нов канал МТВ5 и таму даваат и различни образовни емисии. Значи може да гледате, може да се случи да ја дадат и не да ја гледате, бидејќи е многу интересна. Местото каде што преноќувале и ја складирале својата роба се анови и еден таков позначаен ан на Битпазар е Куршумлијан, па имаме Сулијан и други. Гледате сите тие анови каде се вртеле околу пазарот, луѓето каде што ја продавале својата роба. Значи, покрај ановите ви покажав јас кога бевме на тврдината Кале, тие што беа како куполи, кој објект беше и тука поминавме, се сеќавате? Како се викаше тој објект? Уметничката галерија. Амам. Даут Пашиниот Амам. Тоа е всушност бања. Немојте да мислите дека бањите само постојат сега. Бањите постојат од кога постои човекот. Дали е јасно тоа што кажував јас до сега? Да. Добро. Сега, дали ви се познати овие слики сега што ги гледате? Што се овие? Фрески. И тие се посветени на светците во православната религија. Најчесто кои ликови ги има? Го има Христос, ја имам Богородица,
Ваму во едниот дел го гледате сигнувањето на Христос од крстот. Кога е тоа? Кога е празникот на Великден. Тогаш, нели, се сеќавате, сите одат во црква и го оплакуваат тој ден кога Исус Христос бил распнат и јасно и симнат од крстот. А овде вака е представен ликот на Богородица, на кој што е навестено раѓањето на Исус Христос, таму од страна се ангелите. Овие, првата фреска е, кажавме, од Свети Ѓорѓи Курбиново во Преспа или во Ресен, во околината на Ресен. Таа е една од најмалите цркви со најдобро фреско сочуван живопис од 11-12 век, како се сеќавањето ме служи добро. И Свети Пантелеймон во Нерези сте биле сите, сигурно може би сте ја виделе и црквата и внатрешниот фреско живопис. Таму е од 14 век црквата и фреско живописот. Едни од најзначајните фреско сликарство што работеле на Балканот, ја украсувале црквата Свети Пантелеймон во Нерези. Тоа е за некој кој што сака дополнително да си ти прошири своите знаења. И она што е многу важно и интересно, кажавме дека резбата или копаничарството. Тоа значи обработка на дрвото. Кажавме, најдобро дрво за работа е од орев. И сега гледате, едниот иконостас е од Јован Бигорски, а другиот е од Свети Спас во Скопје. И гледате дека ова е поблиску сликната слика е богато украсена со различни орнаменти, а во внатрешноста се поставени овие како икони и затоа се вика иконостас. И еве вратата тука и сето тоа е направено од резба, а внатре е живописано со фрески. Овие се најскапоценото или најголемото културно богатство што може да се има во Република Македонија. Имало и други цркви и во Лесновскиот манастир има иконостас, но овие се репрезентативни иконостаси кои што е многу жалосно некој да дојде во Македонија и да не посети. И сега во наследство спаѓа и што? Ајде, сега тоа што е ова што ви оди на мониторот? Што се овие? Носи. Каде учевме за носи уште? Каде? Во Народно творештво по музичко образование. Зошто луѓето во минатото правеле носи сега? Има ли некој да ми каже зошто? Дали имало продавници како сега што има и да може облека да се купи во секој момент? Тие правеле носи, бидејќи тоа луѓето го носеле во минатото. Бидејќи морало прво да си посадат нешто, да ја одгледаат некој животниот кој што може да се направи некаква облека, да си ја изработат облеката и на крај да ја украсат. Со што ја украсуваат облеката? Со народни везови. А сега да ве прашам, каде се организира галичката свадба? Каде? Галичката свадба се организира во Галичник. Во село Галичник. Знаеш ли Јована на кој празник се? За Петровден. Браво, за Петровден. Значи за Петровден и тогаш се применуваат сите обичаи кои што ги користеле мијаците како племе или народ што живееле во старо време. И таа традиција е сочувана до денес. И знаете дека за време на одржување на галичката свадба доаѓаат туристи од целиот свет за да ја следат традицијата, затоа што е богата носијата, обичаите и прекрасната природа што може таму да се види и да се доживее.
Сега, народните обичаи, ора, празници, верувања се различни од град до град. И носиите исто така се различни, но сепак, кои бои доминираат во носиите, во македонските носии? Кои се бои што ги има во сите? Црвена, жолта, зелена, црна, портокалова, бела. Најголем акцент се става на црвената и црната боја, кои што асоцираат на што? На страдањата што ги имале луѓето во периодот на владањето на османлиите. Затоа што во тој период многу страдал македонскиот народ. И сега, кои ги користат носиите да го презентираат нашето културно минато? Кој? Играорците. Играорците. Знае ли некој кој е најдобар амбасадор на македонското културно наследство, на ората, на песните, што не представува во целиот свет? Најдобар амбасадор Танец. Танец. Танец е амбасадор, а и сите други културно-уметнички друштва. Но Танец е нешто посебно кој што го презентира мелосот со еден збор, носиите, бидејќи се сите во носии облечени, накитот што се носел во тој период и друго. И сега ќе ве прашам уште нешто. Градот Охрид, кој накит најчесто туристите го купуваат во градот Охрид кога ќе појдат? Не знаеме. Бисерите ги купуваат затоа што по старата чаршија на Охрид постојат уште многу малку занаетчи кои што знаат да направат охридски бисер. Оние туристи кои што ги знаат сите овие работи, тоа што ќе го направат, прво ќе купат охридски бисери, ќе го однесат таму во друга држава каде што живеат. Сега ќе ве прашам нешто, а сакам да ми одговорите вие. Дали треба да го распродаваме ние нашето културно богатство? Ние не треба да го распродаваме. Чекај, Јована, Јана, чекај, сега некој друг нака се јави. Ајде, кој почна да зборува? Не детектира. Кој си ти? Представи се. Здраво. Добро. Ние не треба да го продаваме нашето културно наследство. Што треба ние да правиме? Ние треба да го чуваме и заштитуваме. А како ќе го чуваме и заштитуваме? Ќе се грижиме за него. Ако еве вака сега едно прашање ќе ве прашам, вашите баби можеби имаат некоја носија? Сигурно. Можеби од некој, не од сите. Што треба вие да правите со носијата кога ќе ви ја подари бабата? Да ги чуваме. Не треба да чува. Треба да се чува. Ако некој ви подари некој стар предмет изработен од дрво, или некоја икона, или дел од некоја фреска, што треба да правиме? Да ги распродадеме или да ги чуваме? Да ги чуваме. Да ги чуваме, значи тоа представува нашето културно богатство. И сега договор правиме. Мапа нема да барам, но ќе барам презентации од сите. Оној кој што не ми доставува изработки според договорот што го правиме, нека не очекува на крај дека ќе добие повисока оценка. Јасно? Затоа што го имате снимен часот, така? Ако ништо не ви е јасно, може да го преслушате, да го повторите и да одговорите на барањата. Го имате учебникот, го имате интернетот пред вас, ако сакате да ги проширите знаењата. Ако некој мисли дека треба само часовите да се следат, многу се излажал. За денес по општество тука е крајот. Дополнителна информација ќе имате во вашите дигитални тетрадки што треба да правите, но по избор можеби ќе ве групирам таму кој за што да направите презентација. Сега се исклучувам.